Добро вечер, почитувани гледачи. Димникот доцни поради технички проблеми, се извинуваме за тоа. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите информации од регионот Македонија и светот. Еве ги настаните на денот. 4620 лица се вработени преку владиниот проект Македонија вработува. Владата и општина Велес потпишаа договор за одобрување на 30 милиони денари средства за рурален развој. Преку доделување на помагала на слепите лица се подобрува квалитетот на нивниот живот. Преку владиниот проект Македонија вработува, вработени се 4620 лица. Министерот за финансии Зоран Ставрески истакна дека овој проект најде на одличен интерес кај домашните стопанственици. Преку илјадници граѓани беа ангажирани и добија работно место. 4620 лица се вработени преку владиниот проект Македонија вработува. Од овој проект бенефит имаат и работниците, но и компаниите. Министерот за финансии Зоран Ставрески истакна дека овој проект најде на одличен интерес кај домашните стопанственици. Преку илјадници граѓани беа ангажирани и добија работно место. Проектот Македонија вработува најде на одличен интерес кај домашните стопанственици, бидејќи им овозможува голема заштеда и голема поддршка да можат да ангажираат лица, да вработат лица, при тоа да не го плаќаат придонесот за здравствено, придонесот за пензиско осигурување, што представува голема заштеда за секој од работодавачите во Република Македонија. Преку проектот Македонија вработува, граѓаните имаа можност да се вработат во различни сектори. Во едносистата програма можност за вработување добиваат и младите, но и постарите лица на кои им недостасуваат години во работниот стаж. Околу 2000 лица се млади луѓе кои што се до 35 годишна возраст, но и на другата страна на спектарот имаме вработување на лица кои што се над 50 годишна возраст, околу 1000 лица се вработени преку проектот Македонија вработува, кои што имаат над 50 години, од кои 250 лица се над 58 годишна возраст. Тие лица веројатно никогаш немаше да најдат работа, односно никогаш немаше да бидат ангажирани од страна на компаниите доколку не беше овој владин проект. Преку проектот Македонија вработува ќе се овозможи вработување на луѓе и решавање на животното прашање за голем број на граѓани на Република Македонија. Владата на Република Македонија на општина Велес си обезбеди 30 милиони денари преку програмата за рурален развој. Чолошово ќе добие водоводна мрежа, со што трајно ќе се реши проблемот на мештаните. Изградбата ќе заврши за 8 месеци. Инфраструктурна обнова ќе има и во село Иванковци, а ќе се комплетира и урбанизацијата на просторот околу езерото Младост. Општина Велес го решава проблемот со водоводната мрежа на село Чолошево. Проблемите кои локалното население ги има со години конечно ќе станат минато. Со владините пари кои локалната самоуправа ги обезбеди преку програмата за рурален развој, селото ќе добие чиста вода за пиење. Поврзувањето со градскиот водоснабдителен систем ги поврзува и населба до Рутовец и Трпезица. Владата на Република Македонија и општина Велес потпишаа договор за одобрување на близу 30 милиони денари средства за рурален развој по програмата за рурален развој. Тоа е најголемата сума на средства кои што по тој основ општина Велес ги добила било кога досега. Ќе се искористат за 3 проекти во нашиот град. Едниот проект ќе биде за изградба на водоводна мрежа до село Чолошево и населба до Рутовец. Вториот проект ќе биде за урбанизација на делот село Иванковци со изградба на улици и на одводни канали, и третиот дел ќе биде и ќе се користи за инфраструктурата околу Велешкото езеро Младост. Мештаните задоволни што локалната самоуправа го усвои нивното барање и ќе го реши проблемот со недостиг на вода. До сега сме се снабдувале од во систем изграден од самото население негде кај 80-те години и така се јави недостиг на половина од селото ради немање доволен притисок и неконтролирано трошење на водата и мораше се побара
решавање на тој проблем. Водоводната мрежа ќе биде со должина од 5 километри. Со овој потфат трајно ќе се реши проблемот, бидејќи капацитетот на системот е предвиден за околу 1500 жители. Во 2 години, по втор пат големи градежни потфати ќе се одвиваат и во село Иванковци. Следниот проект е средувањето на центарот на населеното место Иванковци. Тоа значи дека ќе се прават 2 улици, улица 4 и улица 6 во должина од околу 700 метри, меѓутоа ќе се средува и центарот на самото населено место. Тоа значи дека ќе се прави и одводен атмосферски канал. Тоа значи дека ќе има и комплетно осветлување, рестайлинг ќе се прави и истовремено ќе се обезбеди и дел од урбаната опрема за центарот на тоа населено место. Во проектот е предвидена инфраструктурна обнова на пределот околу езерото Младост. Локалната самоуправа веќе подолг период работи во насока на урбанизација и развој на туризмот во овој предел. Третиот проект не е за довршувањето на урбаното средување на околината на езеро Младост. Значи сите проекти, овој проект е најголем за водоснабдувањето, тој е негде околу 18,5 милиони денари, додека останатите два проекти се едниот е 5 милиона и 900, другиот е 5,5 милиона. Локалната самоуправа во септември ќе објави јавен повик за одбирање на и повален изведувач на работите. Изградбата на водоводната мрежа се очекува да заврши за 8 месеци. Министерството за труд и социјална политика додели помагала на Националното здружение за слепи лица. Со ова треба да им се улесни секојдневниот живот на овие лица. Министерот Диме Спасов изјави дека и во иднина ќе продолжат со најразлични мерки да им помагаат на лицата со инвалидност во Македонија. Говорни мерачи на шекер во крвта и притисок, говорни толомери и часовници на Брајово писмо се дел од помагалата кој Министерството за труд и социјална политика ќе додели на Националното здружение за слепи лица. Според министерот Диме Спасов, овие помагала треба да им го леснат секојдневниот живот на овие лица. Изминатиот период покажавме огромна грижа за лицата со инвалидност, поточно и поконкретно за слепите лица го воведовме додатокот за потполно слепи лица од 7.000 денари месечно, кои што во моментот го остваруваат над 2.500 приматели на овој паричен надоместок, кој што дополнително им го леснува секојдневието. Покрај ова, зголемен е и посебниот додаток за деца со инвалидност за 50%, за оние кои имаат самохрани родители и за 25% за семејства кои се приматели на социјална и постојана парична помош. Спасов потенцираше дека во изминатиот период владата и Министерството за труд и социјална политика покажаа голема грижа за оваа ранлива група граѓани. Од Националното здружение за слепи лица пак вела дека овие помагала дополнително го леснуваат нивното секојдневие. Како што напомена и министерот, значи имаме овој пат околу 800 помагала набавени, најразновидни, кои ги напомена за претежно најповеќе се потребни за мерење на крвен притисок, за шекер, индикаторите и брајевите часовници, и звучни часовници, така да исто и ќе набавиме и лупи, овој пат првпат за и слабовидните. Министерството и владата и во иднина ќе продолжат со најразлични мерки да ги поддржуваат и помагаат лицата со инвалидност во Македонија. За 10 дена стартува учебната година. Родителите и децата полека почнуваат со подготовките. Затоа колку би чинел почетокот на учебната година на едно прваче, во прилог на колешката Сања Левкова Ангелова. Од 1500 до 5000 денара родителите одвојуваат секој септември за стартот на учебната година. Пред 7 години тие трошеа и повеќе од својот домашен буџет, но откако владата ги донесе мерките за доделување на бесплатни учебници, трошоците на родителите значително се намалија. Како и секоја година, така и оваа книжарите работат со полна пареа. Па за првачен мал ранец, нели? Неколку тетратки, учебници им даваат преку училиштата, значи има некои материјал кои што користат математички семафор, математички стапчиња, значи нормално гуми, пенкала, моливчиња, такви работи. За 10 дена стартува учебната година. Првачињата заедно со своите родители ќе ги купат потребните материјали што се потребни за стартот на учебната година. Олека и тетрадки, нашко ранче, боички, гуми. Спремни сме ние, цело лето сме спремни. Спремаме. Како почнуваат подготовките?
Не знам. Што најчесто купувате? Гардероба, оти сме уште мали. Оваа година учебниците постари од 5 години ќе се заменат со нови, освен оние по математика и природни науки за 7, 8 и 9 оделение. Со ова продолжува проектот на владата на Република Македонија за бесплатни учебници за сите ученици во основното и средното образование. За реализација на предвиденото ќе бидат инвестирани вкупно 7 милиони евра. Минатата година заменети беа учебниците по Кембридж системот за математика и природните науки за прво, второ и трето оделение, а до година нови учебници ќе добијат учениците од 7, 8 и 9 оделение. Нови учебници по Кембридж системот ќе има и за средното образование. Кавадаречкиот дом на култура Иван Мазов Климе организира богата уметничка вечер во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2015. Овој настан е поддржан од Министерството за култура и општина Кавадарци. Во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2015, Кавадаречкиот дом на култура Иван Мазов Климе во четврток организира богата уметничка вечер. Во галеријата при Домот на културата со почеток од 20 часот ќе се отвори изложба на познатиот македонски ликовен уметник Драган Најденовски од Битола. Половина час подоцна во истата просторија пред кавадарчани ќе биде промовирана книгата Етичари од професор доктор Кирил Темков. Во 21 часот во ресторанот при хотелот Уни Палас ќе се случи отворање на меѓународната ликовна колонија Михајлово Кавадарци 2015. На истата локација во 21 часот и 30 минути ќе се случи и последната манифестација во четвртокот Топлиот културен бран. Граѓаните ќе можат да го проследат џез концертот и да уживаат во звуците на модерн џез квартетка. По 22 пат во Велес, општинската организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиологија организираат летна крводарителска акција. Организаторите очекуваат да соберат околу 300 крвни единици кои се наменети за скопските клиники. Денеска и утре голема крводарителска акција во Велес. Институтот за трансфузиона медицина во холот на новата театарска зграда постави 10 пункта. Очекуваат акцијата да ја завршат со собрани 300 крвни единици. Се надеваме дека ќе успееме да заокружиме предвидената бројка, така да очекуваме околу 150 денеска и утре околу толку, значи околу 200-300 дарители очекуваме да се појават. Дека крводарителството е традиција во Велес доказ се собраните 50 крвни единици за само 3 часа од почнување на акцијата. Сега 12 пати давам крв. Одлично, сега акција имаше и дојдов така напаза, не викам ќе правам да давам крв. Ова ми е 30 пат што дарувам крв. Ова е едно од најблагородните работи што воопшто било кој граѓанин на Република Македонија може да ја направи, затоа што со дарувањето спасуваме живот. Бидејќи науката измислила сурогат за сема за крв, се уште не е измислила. Единствено преку крводарувањето можеме да се помогнеме на другите, но и себе си се помогнеме. 10 пат давам, чувството е добро, треба да се дарува крв. По 22 пат Велешкиот Црвен крст и Институтот за трансфузиологија ја организираат оваа акција. За прв пат истата се одржува во просториите на новата театарска зграда. Акцијата спроведена во 2010 за сега е рекордна, со собрани 382 крвни единици. Нов началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија. Македонија нема да остане без нафта и природен газ. Генерал мајор Методије Величковски е новиот началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија, а на оваа функција доаѓа на местото на досегашниот началник генералот Горан Чокотевски. Претседателот Ѓорги Иванов вчера во Охрид го подпишал указот за назначување на Величковски по разрешувањето на Котевски, кој веќе една година беше на функција со истечен мандат. Формацијското место за началник на Генералштаб е генерал подполковник и според закон за служба во Арама може на тоа место да се постави генерал мајор со поменети 2 години на формацијско место. Генерал мајорот Методија Величковски ги исполнува условите, бидејќи од март 2012 година извршува должност командант на ЗОК со чин генерал мајор. Инаку кандидати за оваа функција били и генералите Васко Ѓурчиновски и Димче Петровски.
221 проект во 81 општина во вредност од 39 милиони евра ќе обезбеди новата програма за рурален развој. Целта на истата е унапредување на животните услови на руралните и другите мали населени места, истакна премиерот Никола Груевски при вчерашната посета на Берово. Проектите се од различна природа, но се однесуваат само на руралните средини, претежно на помалите населени места. Станува збор за патишта меѓу локален пат, некој поголем пат, патишта внатре во села, различни пристапни патишта, водоводи, канализацијски мрежи, паркови, плоштади во помали градчиња. Според Груевски, програмата за рурален развој е една од поважните во рамки на програмата на владата. Тој посочи дека практично се доделени решенија на речиси сите општини за рурален развој, без оглед на партиската припадност на градоначалниците, а се имаат и предвид понудените проекти. Македонија нема да остане без нафта и природен газ. Според регулаторната комисија за енергетика и покрај блокираната сметка на МАК Петрол и неможноста за нивно снабдување на пазарот со истите. До сега регулаторната комисија за енергетика има издадено 34 лиценци за дејноста трговија на големо со нафта и нафтени деривати, односно 29 лиценци од областа на природниот газ. Тоа значи дека пазарот е либерализиран, односно возможено е учество на повеќе учесници на пазарот, а со тоа и поголема конкуренција. Од 280 бензински во државата, 124 припаѓаат на МАК Петрол. Отсуството на еден од снабдувачите ќе биде можност за останатите трговци со нафтени деривати и природен газ да го надополнат нивното отсуство. Почна да се реализира зголемувањето на придонесите за надоместување средства за потрошена електрична енергија за социјално ранливите категории од 700 на 800 денари. Зголемувањето на придонесите за надоместување на средства за потрошената електрична енергија за социјално ранливите категории се реализира согласно програмата на владата. Граѓаните кои користат социјална помош и се наоѓаат во тешка материјална положба и кои ќе ги приложат сметките за електрична енергија во центрите за социјална помош од минатиот месец, ќе им бидат рефундирани повеќе средства за надоместување на потрошената електрична енергија. Околу 25 лица се загинати, а над 120 ранети во експлозија во Банкок, западно-нилска треска во Србија. Вестите од светот во продолжение. Околу 25 лица се загинати и над 120 ранети во експлозијата, која синоќа околу 19 часот по локално време одекна на фреквентна крстосница во деловниот и туристички дел на тајландската престолнина Банкок. Од загинатите досега се идентификувани 10 тајланѓани, еден кинес и еден филипинец. Експерти од тајландската полиција бараат докази да ги утврдат извршителите на нападот, а според властите тоа се странци кои сакале да му наштетат на туризмот и на економијата на земјата. Според командантот на копнените сили генерал Удумдеш Ситабутар, тајландските власти располагаат со јасна слика од видеокамера на ликот на човекот кој е подметнал експлозивната направа. Мотивите на организаторите остануваат нејасни, а осомничениот за атентатот според тајландската полиција припаѓа на група која и се спротивставува на воената хунта. Спасувачките екипи ги откриле телата на 54 жртви на индонезискиот авион, кој се урна пред 2 дена во изолиран планински регион на Индонезија. Според портпаролот на тамошното Министерство за транспорт, нема ниту еден преживеан од 49 патници, меѓу кои 5 деца и 5 членови на екипажот. Труповите ќе бидат евакуирани од местото на несреќата и по нивна идентификација ќе бидат предадени на семејствата. Од Националната агенција за потрага и спасувачки операции изјавиле дека авионот на компанијата Тригана бил целосно уништен пред да удри на земја, а телата биле целосно изгорени. Индонезискиот авион летел на домашна линија меѓу Џакарта и Оксибил и исчезнал од радарот 10 минути пред слетување. Милиардерот Доналд Трамп ќе се залага за укинување на сегашното право на американско државјанство, што по автоматизам следува за децата родени во Соединетите американски држави. Ова е дел од неговите залагања како републикански претендент за иден претседател на САД. Трамп предлага измени во уставот според кој семејствата чии деца имаат американско државјанство да имаат можност повторно да се вратат во земјата. Имигрантите и имигрантското прашање остануваат доминантни во кампањата
кампањата на Трамп, што досегашниот рейтинг покажува дека е прифатливо за домашните гласачи. Тој изјавил дека треба да се зголемат таксите за добивање американска виза, а средствата да се употребат за продолжување на изградбата на оградата на границата меѓу САД и Мексико. Со намера да се запре имигрантскиот бран, Трамп во својата номинација заговара депортација на сите оние кои немаат регулиран статус во земјата. Српските здравствени власти предупредуваат дека на неколку места по течението на реките Дунав и Сава забележани се комарци преносители на вирусот на западно-нилска треска и оти поголем број на луѓе се јавиле на лекар со симптоми на болеста. Од клиниката за инфективни и тропски болести во Белград изјавиле дека летово само еден пациент починал од вирусот на западно-нилска треска. Од таму велат, навременото лекување е најважно за справување со овој вирус. Во 80% од заразените со вирусот на западно-нилска треска не се појавуваат никакви симптоми, а кај останатите 20% со симптоми на болеста само 0,1% може да се развие менингитис. Тоа најчесто се случува кај возрастните лица со хронични болести. По одличниот настап на одбојкарите во Европската лига, тие се искачија за едно место погоре на ранглистата. Македонија без втор тим во АБА лигата. Македонската одбојкарска репрезентација го подобри својот ранкинг за една позиција на најновата ранглиста, благодарение на одличниот настап во Европската лига и освоеното второ место. Тие сега се 19 со 170 освоени поени. Рангирани се вкупно 48 земји, а на првите 3 позиции се наоѓаат Русија, Србија и Полска. Македонија има шанса за настап и во Светската лига, а дали ќе се случи тоа ќе биде решен утре на состанокот на Светската одбојкарска федерација во Лозана. Покрај најавите дека можеби оваа сезона Македонија ќе има 2 учесника во АБА лигата, сепак тоа нема да се случи. Тимот на МЗТ ќе биде единствениот претставник откако ниту еден друг клуб не пројавил интерес за учество во квалификациите за последното место во ова регионално надпреварување. Проблем представува висината на котизацијата за учество од 150.000 евра. За последното место во АБА лигата ќе се борат тимовите на Сутјеско од Црна Гора, Шибеник од Хрватска и Широки Брег од Босна и Херцеговина. Крилниот напаѓач на македонската репрезентација, 28-годишниот Иван Тричковски, следната сезона ќе настапува во полскиот тим на Легија од Варшава. Тој минатата сезона играше во тимот на Ал Насер во првенството на Обединетите Арапски Емирати, а со клубот од Полска потпише едногодишен договор со можност за продолжување на уште 2 дополнителни. Тричковски во кариерата има настапувано во повеќе тимови, а за македонската репрезентација има одиграно 34 надпревари. Билбао го освои Суперкупот на Шпанија по 31 година. Филип Јиха во Барселона. За овие и за останатите вести од меѓународниот спорт во продолжение. Атлете Билбао го освои Суперкупот на Шпанија. Реванш над преварот одигран синоќа заврши со резултат 1:1, што беше доволно за Атлетик да ја одбрани предност од првиот надпрев со вкупен резултат од 5:1 да слави во двомечот со Барселона. Головите на овој надпревар ги постигнаа Меси и Адурис, а мечот го одбележи директниот црвен картон на Пике, на кој му се заканува суспензија од повеќе надпревари. Ова е само втор трофеј за баскијците во ова надпреварување, откако првиот го имаат освоено пред 31 година. Еден од најдобрите светски ракометари, централниот бек на чешката репрезентација Филип Јиха потпиша договор со европскиот шампион Барселона. Јиха во Барса доаѓа како замена за Карабатич кој претходно премина во тимот на ПСЖ. Новиот соиграч на Кирил Лазаров не го криеше задоволството од трансферот и изјави дека ова е шанса за нов предизвик во кариерата, но и можност да поминува повеќе време со фамилијата, бидејќи темпото на игра во Германија далеко попеколно од она во Шпанија. Тој 8 сезони го носеше дресот на германскиот клуб со кој што не успеа да ја освои само европската титула.
Времето денеска беше претежно сончево со мала до умерена локална облачност. И утре не очекува слично време. Да ги видиме деталите. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!